Добро утро, поздрав и од мене до сите гледачи на Добро утро секој утро на телевизија Алфа. Екипата на утринската програма утринава се наоѓа во Младинскиот културен центар, каде што вечерва со почеток во 19 часот ќе се одржи настан посветен на кралицата на ромската песна Есма Теодосиевска Реџепова, настан наречен Незаборав, на кој што ќе биде прикажан документарен филм посветен на големата истрадна уметница која беше национален уметник на Македонија, а и голем број познати музички имиња ќе пеат дел од песните на богатиот репертоар на извонредната интерпретаторка која незината песна и незиниот убав глас ги распостилаше на сите страни на светот додека беше жива. Утринава мој соговорник на оваа тема е Рамуш Муарем, човек кој што е вклучен во организацијата на настанот и кој што вечерва ќе биде задолжен да го модерира. Истиот Муарем, добро утро. Добро утро и благодарам на поканата и едноставно презентација за ваков навистина интересен, можам да кажам, настан во името, во спомен за Есма Реџепова Теодосиевска. Есма Реџепова Теодосиевска беше на вистина значајно име, голем естраден уметник, жена со големо срце, хуманитарка и на вистина заслужува и ден денес да биде почитувана и спомнувана, а токму вие кои што бевте незини пријатели и соработници се решивте да го направите овој настан. Што всушност вечерва ќе се случува тука? Конкретно во самата најава, како што најавивте, таа остави длабок белег и би било и нефер и кон незе и незините дела и сите активности кои ги правеше додека беше жива, да не се направи еден ваков настан. Додуше, ово е, ајде да кажам, еден мал, минимален, она заслужува многу повеќе, да бидеме реални искрени, но сепак ова е едноставно одбележување на годината и годишницата на нејзиното раѓање. 80 години од нејзиното раѓање. Она е родена на 8.8. Значи, осмицата, баш еднаш го реков тоа, ако во хоризонтална форма го свртиме, поточно во вертикална, во хоризонтална да свртиме, тоа е знак за неограниченост, бескрајност. Нејзините дела се бескрајни, тие нема ни да се заборават никогаш, но ова е само еден, ајде да кажеме, мал сегмент за да се подсетиме и да обрнеме едно мало внимание како на јавноста, така и на државата. Знаеме дека Есма што оставила и што направила за Република Македонија, така да ова е едно мало одолжување кон незе и кон незините дела. Вечерва конкретно во МКЦ, во кино Фросина, буквално организаторите се потрудија да не подсетат на некои моменти. Во самата најава, рековте, ќе има еден мал документарен филм. Тој извадок од еден документарен пред тоа што го продуцираше СПБ продукција, локални херои, светски таленти, луѓе роми од ромската заедница кои потекнуваат од најстарата населба ромска на Балканот и во светот Опана, кои пораснале и таму работеле. Во тој сегмент меѓу тие е и Есма Реџепова Теодосиевски. Тој дел токму посветен за нејзе и нејзиниот дел ќе биде прикажан на самиот старт. Потоа ќе бидат изведени неколку музички numeri. Ова опусот нејзин го знаеме сите, е огромен, но ова е само, реков символично, 10 музички numeri кои ќе ги исполнат познати македонски и ромски пеачи. Поточно од музичката естрада. Го знаеме вокалот на Есма, тој е неприкосновен, тој е уникатен, но сепак самите изведувачи ќе се потрудат со своја емоција и душа да ги донесат токму така тие песни која Есма ги исполнувала, они на свој начин, но сепак да ја приближат таа точка на луѓето за да се подсетиме на нејзе. Исполнувачите се од македонската естрада Анета, екс Молика, сите ја знаеме, потоа Сузана Гавазова, додека од ромската естрада
ќе продефилираат пеачи кои се во моментов, ајде да кажеме, меѓу најпопуларните, не само во Македонија, а они се од Македонија, од Скопје поточно, но и во ширум Балкан, Европа, па и во светот ги знаат. Тоа е еден легендарен Рамадан Бислим Рамко, кој е познат долго години, на 3 децении, и има доста и снимено заеднички песни со Есма. Има дуети. Потоа Ервин, една помлада гарда, Ервин Аметовски и Бернат Демирали, они се од помладата гарда, но со своите вокални способности може да го направат тоа. И едно ново свежо име од ромската естрада, поточно малата 14-годишна, значи малата Хајрија Бислим, она е едноставно, може да кажеме, звезда во подем, која веруваме дека ќе биде можеби и наследничка. Реков, не се копира гласот на Есма, тој е уникатен, но сепак може и да се приближи и да се дојде до тој степен која, например, тие височини ги достигнала Есма и малата Хајрија да биде дел од тој таа прослава или тој амбиент што вечерва ќе биде прикажан во кино Фросин. Па чинам дека и Есма од прилика на таа возраст почнала на 13 години да се занимава активно, кога Стево зачекал на вратата на низиниот татко за да побара дозвола да учествува на училише надпревар по пеење, после освоените аплаузи и симпатиите во една театарска представа на која што Есма учествувала без да знае низиниот татко. Токму така, тој сегмент е и баш во документарниот филм напоменат од нејзина страна, го напоменува тоа нејзините сами почетоци, потоа како се развивала кариерата. Во скратена форма, тоа е пакет на еден документарен филм од не е многу, 5, 6, 7 минути е, но све тука е собрано и едноставно кажано блиц, затоа што за Есма да се направи не документарец и играни филмови, таа заслужува, но сепак и токму тој момент го забележува и таа самата. Инаку морам да кажам дека за време на надстонот тој ќе биде исто и културно-уметничко друштво, ќе има едно како кореографија, амбиентот да се долови, за да бидат навистина и самите посетители кои ќе бидат дел од овој настан, макар што просторот во кино Фросин е малку ограничен. Организаторите се потрудија, нема продавање на влезници, туку покани само. И тука морам да испратам една благодарност до Министерството за култура кој помогна и исто така како помагатели, исто така свој придонес дадува малку и градот Скопје за да се одржи да се одбележи ова манифестација, која се надевам дека во иднина ќе биде, ајде да речеме, традиционална. Ова е прв почеток, па за понатака ќе видиме. Кој уште беше дел од организација на овој настан? Тоа значи, рековме, организатори се Хуманитарното здружение Кралицата Есма и Стево Теодосиевски, начало со председателот на тоа здружение Зорана Костовска, потоа тука е заеднички во партнерство со СП Бетер продукција, начело со господин Зоран Димов и нормално и сите, да кажам дека песните се снимени во студиото на Ина Неджиповиќ или во пратња или едноставно во придружбен оркестар од Титаник, така се вика, ќе биде на сцената и тие се тие елементи кои се вклучени директно или индиректно во организирање на овој настан. Есма Реджепова Теодосиевска, освен што беше вонсериски талентиран изведувач и одличен интерпретатор, таа беше голем хуманитарец, што значи за време на својот живот таа остави голем музички печат, но и печат во однос на тоа како луѓето треба да бидат хумани и да ја негуваат филантропијата. Голем број деца одгледа во незиниот живот, претпоставувам дека дел од нив ќе бидат вечер исто присутни тука. Поканите се испратени, се надевам дека дел од нив ќе бидат, затоа што еден дел од нив имат и активности своји ангажмани во странство низ Европа, така да можеби дел ќе бидат и присутни овдека. Го знаеме големото срце на Есма Реджепова Теодосиевска, ги знаеме сите, не е она џабе два пати номинирана и за добитник на Нобелова награда,
потоа е прогласена и за национален уметник како на Македонија, затоа што едноставно Есма Реджепова со својата харизма и својот настап и своето големо срце, каде и да настапуваше, прибираше симпатии низ целиот свет. И кога ќе се зборува за Есма Реджепова Теодосиевска, и тоа е поентата на самиот настан, е што би рекле, ако не знаете каде е Македонија, само кажете Есма Реджепова Теодосиевска, она беше како лична карта за Македонија и едноставно таа беше белег кој остави голем печаток и нормално незаборавни дела. Ова е само, напоменувам повторпат, ова е само една капка во цел тој океан на незин опус творечки, од музички карактер, од хуманитарен карактер, од акциите. Токму и затоа и настанот нема влезници, нема ништо, од карактер на покана и бесплатен влез. Јас ви благодарам за одвоеното време и ви посакувам успешен настан вечерва. Сите што ќе дојдат тука во кино Фросина, во МКЦ, ќе може да си ги стоплат срцата и душите со убавите незаборавни рефрени што ги пееше Есма. Уште еднаш ви благодарам за поканата и нормално за презентација на ваков навистина битен настан. И нормално сите оние кои ќе бидат, само да напоменам дека присуството е само со покани кои ги испративме и ограниче. Значи, ако сакаат некои да дојдат сега, ако нема покана, значи не дека не е добро дојден, но организаторите се ограничени поради просторот овдека што го има во кино Фросина, тоа е 200-250, толку и покани се доделен здравје. Ако продолжи ова, негде, некаде, на поголемо место ќе има можност за поголем дел од публиката да присуствува на таков настан. Музичка големина како Есма навистина заслужува овој настан да прерасне во традиција и да може да биде изведуван и пред широк аудиториум. Благодарам уште еднаш, а ние со овој разговор ве поттикнуваме и вас што почесто да слушате убава музика, затоа што велат дека музиката секогаш го буди доброто расположение, а на ова наше подневје навистина сме имале голем број од секогаш вонсириски музички таленти. Големата Есма Реджепова Теодосиевска заслужи еден ваков настан каков што вечерва ќе се случува во киното Фросина во МКЦ.